Војната кампања на Израел во Газа и незиниот ефект врз палестинските цивили е во фокус на меѓународна осуда. The natural way of providing support Природниот начин на обезбедување помош преку патиштата е затворен, а гладот се користи како воено оружје. Израелскиот премиер Бенџамин Нетањаху не попушта. Ниту еден од овие притисоци нема да не спречи. Иднината на Израел, опстанокот е во прашање. Но во услови на се повеќе жртви и изгладнати жители на Газа, најверниот поддржувач на Израел, председателот Џо Бајден, го губи трпението. Еве што тој рече во интервју за MSNBC неодамна. Одбраната на Израел е се уште критична, така што нема црвена линија со која ќе го отсечам целото оружје, но има црвени линии кои ако тој ги премине и тие, не можете да имате уште 30.000 мртви палестинци како последица. Има други начини да се справите. Бајден се повеќе ја покажува својата фрустрација од Нетањаху, вклучително и поради израелската политика, која ја забалува испораката на копна на многу потребната хуманитарна помош. САД им се придружија на другите земји за да пуштат помош од воздух. И американските војници се упатуваат кон Медитеранот за да изградат привремено пристаниште на брегот на Газа, за да овозможат помошта да пристигне по море од Кипар. Вашингтон продолжува да го поддржува Израел со воена помош, но ако Нетањаху се спротистави на повикот на САД и ја нападне Рафа, каде што се засолнети повеќе од 1 милион палестинци, прашањето е дали Бајден би спречил да испрети американско оружје во Израел. За тоа разговараме со израелците. Ние работиме на тоа и нема да стојам овде и да зборувам хипотетички. Пред председателските избори во САД во ноември, Бајден сака да избегне да им даде можност на републиканците да му ги земат произраелските гласови. Но тој исто така треба да ги спречи прогресивните демократи, младите гласачи, муслиманите и арапските американци да го напуштат поради неговата поддршка за Израел. Така, додека Бајден беше наклонет кон Нетањаху во првите денови по нападите на Хамас на 7 октомври, тој сега се дистанцира. Тој на некој начин врши политичка ампутација на Биби. Постапките на Бајден се чини дека се водени и од домашната политика и од надворешно политичките цели. Одвоете го Нетањаху и она што Бајден смета дека се негови токсични воени политики од државата Израел, за тој да може да продолжи да го поддржува Израел, што е навистина негов политички инстинкт, без да ги жртвува своите морални вредности. Неодамна, членот на израелскиот воен кабинет Бени Ганц беше примен од демократските законодавци, подпредседателката Камала Харис и други високи американски представници, како знак на поддршка на администрацијата, доколку популарниот центристички политичар стане следниот премиер на Израел. Но дали промената на Бајден кон Нетањаху ќе биде доволна за да ги смири американците кои се лути на политиката на председателот во Газа, останува да се види.